Факт број 1. Антарктика и Јужниот пол се две различни поими. Многу луѓе ги користат термините Антарктика и Јужниот пол за една иста цел, но тие не се иста работа. Антарктика е една од 7 континенти во светот лоцирана на дното од планетата, каде што 7 држави тврдат дека поседуваат територија на Антарктика. Јужниот пол припаѓа во Антарктика, ама тоа не е целата нејзина површина, туку најјужната точка на планетата, односно магнетниот пол околу кој се врти Земјата. Факт број 2. Највисокиот врв во Европа не е Монт Блан или Матерхон. Повеќето луѓе си мислат дека највисокиот врв мора да се наоѓа на една од најпознатите планини во Европа, нели? Па и не е баш така, барем не со огромна разлика. Висината на Монт Блан е 4815 метри, а Матерхон е на висина 4480 метри. Но повисоко од нив е планината Елбрус, која се наоѓа во Русија, достигнувајќи 5600 метри. Мощно е веројатно ова недоразбирање да доаѓа фактот дека многу луѓе не ја сметаат Русија како дел од Европа, иако планината Елбрус целосно припаѓа на географските рамки на Европа. Факт број 3. Кина не е најнаселената земја во светот. Сите ние учевме во школа дека Кина има највеќе жители од било која друга држава на земјата, а тоа е затоа што така и беше се до 2023 година. Но ако одите во училиште денес и да знаете дека Индија официјално ја заменила Кина како најнаселена земја во светот со 1.46 милиарди жители. Промената се случи во април 2023 година. Иако Индија забележува пад во процент на раѓање, популацијата на Кина не само што се намалува, туку и бројот на новороденчиња масовно опаѓа, главно поради законот за едно дете по семејство. Факт број 4. Финска не е дел од Скандинавија. Луѓето го гледаат целиот остров во Северна Европа како Скандинавија, но Финска навистина не е дел од овој регион, иако припаѓа на Нордикот. Тоа е затоа што, иако Финска граѓи со Шведска и го делат истото копно, тие имаат целосно различна јазична и етничка позадина. Во споредба со Шведска, Норвешка и Данска, затоа што нивните јазици доаѓаат од едно исто јазичко семејство, додека финскиот доаѓа сосема различно семејство наречено Уралика. Факт број 5. Не е факт дека планетата Земја има 7 континенти. Ако сте одели во училиште во земји каде што се зборува англиски јазик или во поголемиот дел од Европа и Азија, веројатно сте научили дека светот има 7 континенти. Иако ова е неприфатениот модел за бројот на континенти, сепак не е единствениот модел. Во другите делови од светот, географијата укажува дека постојат само 4 континенти, а таа теорија е мощно и добро подкрепена. Некои европски држави користат модел со 6 континенти: Америка, Африка, Антарктика, Азија, Австралија и Европа. Други држави се служат со 5 континенти: Африка, Европа, Азија, Америка и Австралија или Океанија, целосно исклучувајќи Антарктика од пресметката. Сепак постојат и луѓе кои тврдат дека само копното кој е поделено од вода треба да се смета за континент, што значи дека постојат само 4 континенти: Афро-Евроазија, Америка, Антарктика и Австралија. Факт број 6. Велика Британија и Обединетото кралство се два различни поими. Многу американци и други странци се обраќаат на ова место и со двата збора без да ја знаат разликата, но пробајте на шкотвање за да му речете дека англичанец па да видиме што ќе се случи. По истата логика, Велика Британија и Обединетото кралство не означуваат исто место. Обединетото кралство е држава составена од 4 различни региони: Англија, Шкотска, Велс и Северна Ирска. Додека Велика Британија е сушност поим кој го означува само островот на кој се наоѓаат Англија, Шкотска и Велс, без островот на кој припаѓаат Република Ирска и Северна Ирска. Факт број 7. Пустината Сахара не е најголемата пустина во светот. Најголемата пустина во светот е место кое не го очекувавте, а тоа е Антарктика. Антарктичката поларна пустина има големина од 14 милиони километри квадратни низ целиот континент. Многумина мислат на пустина како место кое е жешко, суво и без разноврсна флора, но таа дефиниција е само половично точна. Жештината не е никаков фактор во именувањето на некој место како пустина. Според дефиницијата на Вебстер, пустина е дефинирана како сушен регион со ретка вегетација поради недостаток на врнежиот дожд. А Антарктика дефинитивно се квалификува за таква. Факт број 8. Мисисипи не е најдолгата река во САД. Иако реката Мисисипи е една од, ако не и најважната река во САД, кога станува збор за транспорт преку водени патишта, бидејќи тече долж целата држава од север до југ, таа всушност не е најдолгата река во САД. Таа титула припаѓа на реката Мизури, која е притока на Мисисипи и е подолга за 322 км. Американскиот геолошки сојуз вели дека Мисури е долга 4087 км, а Мисисипи 3766 км. Факт број 9. Карибските држави се всушност дел од Северна Америка.
Многу луѓе ги сместуваат овие држави во Јужна Америка затоа што се јужно од Мексико. Иако се дел од Латинска Америка, бидејќи споделуваат неколку сличности со нивните соседи од Јужна Америка, како шпанскиот јазик и културните обележја, државите како Панама, Гватемала, Хондурас, Никарагва, Белизе, Ел Салвадор и Костарика географски припаѓаат на Северна Америка. А Јужна Америка, за тие што ги бројат овие континенти различно, почнува од границите на Колумбија, што за многумина е точката на разделување на Централна Америка и Јужна Америка. Факт број 10. Австралија не е најголемото остров на светот. Иако некојаш ја нарекуваат остров континент, Австралија не се смета за остров според многу географичари кои гледаат на острови и континенти како посебни поеми. Според Протаников, дефиниција за остров е копно целосно окружено од вода, кој треба да е помал од континент, па од тука се јавуваат различни мислења за двосмисленото толкување на оваа дефиниција. Па од тука некои географичари сметаат дека Гренланд е најголемиот остров во светот.